расте сајбер насилството, како родителите да ги заштитат своите деца. Заштита децата од интернет педофилите. Во Могила заплената поголем број на случаи се однесуваат на сајбер злоупотреби на деца. Во период кога сите на социјалните мрежи објавуваат фотографии од летните одмори, родителите го вклучуваат алармот. Барат начини да ги заштитат своите деца. Елена Ивановска Муковска на оваа тема. Елена, добар ден, што советуваат од детската амбасада Мегеши кои водат кампањи за заштита на децата од педофилите на интернет? Да, така е, Маја, во време кога интернетот и мобилните технологии се нераскинлив дел од секојдневието, социјалните мрежи станаа безграничен простор на кој социјалните предатори ги бираат и намамуваат жртвите. Најчесто користат профили, односно користат лажни идентитети за да ги намамат децата. Како што кажа и ти, во овие вести разговарам со Јана Зенговска од првата детска амбасада Мегеши. Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 5. Кажете ми кој првиот совет што им го давате на родителите и децата за да се заштитат на интернет? Така, првиот совет што им го даваме на родителите да не им отвараат првенствено родителите лажни профили со лажни години, бидејќи стои граница на 14-15 години кога се отвараат Facebook профилите. Другиот совет е да ги контролираат децата. Збориме деца најчесто жртви се на возраст од 10 до 17 години. 17 годишно дете не можете да го контролирате, не би имало доверба меѓу родителот и детето на релација. Меѓутоа 10 годишно дете би требало да се знае колку време поминува на интернет, кои му се пријателите и профилите да бидат затворени само за оние кои што им се познати на родителите. Од друга страна ги советуваме и децата во нашите обуки дека секогаш кога ќе најдат на нешто што не им е доволно јасно или им е сумнително, дека треба да разговараат со родителите, ако не им е доволно, им е срам со родителите, со наставниците во нивните училишта. Вие сте и психолог. Што сметате, која е најрана возраст во која децата треба да почнат да бидат активни на социјалните мрежи и што е подобро? Дали родителите да ги контролираат или пак да изградат некој однос во кој што ќе бидат отворени и децата ќе бидат свесни за опасноста што ги демне? Така, тоа се граничи со одговорно родителство. Одговорно родителство подразбира каква доверба и релација ќе имаат родителот и детето. Генерациите се менуваат, ние живееме во интернет време, значи 14-15 години веќе можат, затоа што целата група на врсници ќе има профили и детето ќе се чувствува запоставено. Меѓутоа, родителите треба да ги подготват децата за реалниот свет. Не можеме ние да ги чуваме постојано децата, туку треба да ги научиме како да се заштитат и да ги научиме да изградат таква доверба меѓусебна во која што детето, доколку нешто му е сомнително, доколку има некаква мака или некој му се заканува, ќе може првенствено да му каже на родителот. Инаку постојат и софтвери кои што се вградуваат во самиот компјутер, при што родителот може да води евиденција какви разговори и со кого разговарало неговото дете. Сето ова е тенка граница на доверба и контролирање на детето, што дете во адолесцентен период би предизвикало бунт и револт кај детето, додека кај помалите не би ни знаеле дека тоа се случува. Значи насоката е во тоа добра комуникација на ниво родител-дете, доверба и за се што ќе треба да ги известат родителите, а они да им излезат во пресред. А што е со објавувањето слики од децата, нели родителите и сите објавуваат слики, особено во летото од годишните одмори? Какви се напатствијата во овој дел? Во овој дел се родителите дека треба да внимаваат какви слики објавуваат. Најчесто објавуваат слики во кои што се гледаат интимните делови на детето. Јас знам дека сакаат да се гордост им се децата и сакаат да видат како поминуваат на одмор, меѓутоа треба да бидат внимателни во тој дел затоа што предаторите и педофилите токму овие слики ги гледаат. Не мора да значи дека ќе го земат нивното дете, меѓутоа е доволен поттик некој преку фотографијата да се злоупотребува на сите тие педофилски мрежи на кои што се споделуваат фотографијата, да биде само за пријатели, да бидат затворени профилите и не би требало ниту па децата, ниту па родителите такви разголени фотографии да објавуваат. Благодарам многу што бевте дел од вестите на Канал 5 и за корисните совети што ги дававте на родителите. Тоа беше разговорот со Јана Зенговска од Мегеши. Повели. Елена, ти благодарам, а